При денешната посета во Радовишкиот регион, на средбите со граѓаните, председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, заедно со министерот Владо Мисајловски и заменик министерот Ванчо Костадиновски, утврдија неколку проекти кои ќе се реализираат во овој регион. Во Радовишкото село Ораовица ќе се гради кеот на Ораовичката река со финансии преку Агенцијата за рурален развој. Ако може за следната година да влезе во програмата на работа на акционерско друштво за водостопанство, бидејќи они ќе имаат механизација сега, како што се договоривме така. Значи во постапка се да набават механизација и ќе бидат способни, технички способни да го извршат тоа. Само би замолил доколку може градоначалникот да проект за регулирање, за да може да добиеме одобрение од животна средина, ние ќе пристапиме со АД водостопанство во програмата од 2017 година да го реализираме и го распишеме на крајот од 2016 година. Добро, значи следната година ќе аплицира општината до Министерството за земјоделие, до водата, за средства од рурален развој со кои што би се инвестирало во изградба на кеот, во средување на кеот. Така што еве градоначалникот потврдува дека ќе го направи тоа. Од другата страна исто така имаме потврда дека ќе го возможи тоа, па да почне да се работи на кеот. Ви благодарам многу вашиот збор. Се надевам дека ќе се видиме до година на пуштањето и ќе ни бидете драг гостин во нашето село. Во Ораовица е во тек изградба на повеќенаменско игралиште, инвестиција на општината во износ од 10 милиони денари. До 15 април треба да биде готово. До 15. Крајниот рок му е 15 април на изведувачот да го финишира. Мултифункционално ќе биде. Мултифункционално со гумирана подлога и со трибини. И професионално осветлување. На барање на жителите, општината ќе аплицира за финансии од владата и за изградба на детско катче. Благодарение на владата и на Министерството за финансии, веќе за Радовиш се одвоени 16 милиони денари, од кои дел средства ќе бидат баш пренаменети за изградба на вакво детско катче. Баш во селото Ораовица. Постапката тендерска веќе е во тек. До 4 април имаме можност за прибирање на понуди, после 4 април еве еволуација, до крајот на април почнуваме со градба на ова детско катче, благодарение на средствата од Министерството за финансии. Задоволни? Задоволни. Значи до 10 април почнува градбата на детско катче, да. Со средства од владата. Да, од Министерството за финансии. На средбите жителите побараа да им се излезе во пресред за проблемот со впишување во катастар на 400 од вкупно 600 објекти во селото. Тие кажаа дека го пропуштиле рокот и побараа да добијат таква можност и да им се намалат трошоците. Зборев сега со Славе Катастар. Ние се договоривме да промениме неколку закони за да олесниме некои работи. Ќе разговараме ако може Катастар да има таква можност во законот, па да видиме за дел од граѓаните да го направиме ние тоа бесплатно за нив. Но ќе треба овие денови да провериме. Човекот што паше за Катастар. Браво. Ако се оди регуларно, треба елаборат да правите и тоа кошта 5-6 евра и тоа ви е проблемот, така? Не само тоа, јоше има. Плюс 14-15 динара од квадрат, плюс 50 динара за катастар. Натрупува се. Натрупува се. 50 квадрати. Министерот разговараше да извршиме една промена на закон, да се поместат некои рокови, за да може да дојде катастарот и бесплатно да ви го заврши тоа за сите 300-400 куќи. Тука ве премиер. Земјоделците и тутунопроизводителите истакна дека се задоволни од исплатата на тутунот. Заменик министерот за земјоделство рече дека досега се исплатени 10 милиони евра за субвенции, од кои 2 милиони евра за земјоделците и тутунарите.